Почитувани, Зоран Заев започна да ги плаќа фактурите за неговото нелегитимно и насилно доаѓање на власт. Најмалку 9 милиони денари годишно од парите на македонските граѓани, антиреформската влада на СДС ќе им плаќа на луѓето кои го уништија невладиниот сектор, одработувајќи за интересите на владеачката партија. Најмалку 9 милиони денари годишно чини бруто платата која ќе ја земат 13 така наречени специјални советници на Зоран Заев, кои дефинитивно докажаа дека нивната цел никогаш не била да бидат невладин коректив на власта, туку да седнат на фотели и да станат владини чиновници. 9 милиони денари годишно Македонија ќе им плаќа на профитерите, кои им изминативе години, додека глумеа невладин сектор, направиат стотици илјади евра штета, сквернавеа споменици, уништуваа државен имот, ја палеа и ограбуваа канцеларијата на председателот на Република Македонија, Ѓорги Иванов. 9 милиони денари годишно е сумата која наместо да се искористи за повисоки пензии, социјална помош или лекување на болни деца, ќе им биде плаќана на овие профитери и одработувачи, како што се Зоран Бојаровски, Бојан Марицик, Дане Талески, Маријан Забрчанец, Петрица Рачини, Никола Наумовски, Петар Арсовски, Ѓунер Исмел, Бранимир Јовановиќ, Мирослав Грчев и многу други сејачи на магла. Граѓаните мора да знаат дека 9 милиони денари чини само последниот конкурс за советници на Зоран Заев, а целосната сума е неколкукратно поголема, кога ќе се соберат сите вработувања во владата на невладините профитери кои одработуваа сето ова време за СДС, криејќи се зад превезот на невладиниот сектор. Наместо сите граѓани да добијат 500 евра просечна плата, како што им ветуваше Заев, оваа сума ќе ја видат само неколкуте десетици најзаслужни профитери и одработувачи за интересите на СДС и Зоран Заев, кои ги лажеа во очи граѓаните, дека ги бранат нивните интереси како коректив на власта, а имаа за цел да го бранат интересот на аболицираниот криминалец, кој за истото дебело ги наградува. Благодарам.